Ке зборуваме и од аспект на родителите и на паровите кои што поминуваат низ овој макотрпен период да добијат дете преку патот на инвитро. Токму со представник на ново оформено здружение до бебе по патот на инвитро разговарам со Зоја Самандова Петрушева. Зоја, добро утро и добре ни дојдовте во Добро утро утро и благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативме и се договоривме да го отвориме ова прашање, бидејќи и по она како денеска гледам како тече темата и по она што можеме да го забележиме изминатиот период, станува збор се уште за табу тема, инвитрото. Да, инвитрото се уште е табу тема, не поради некоја голема вина на јавноста, туку можам да кажам затоа што не многу се зборува јавно за тоа. И поради таа причина и недостаток на информации, јавноста не е запознаена со самата процедура и со самото тоа што пациентите поминуваат во текот на самиот процес на инвитро фертилизација. Па мислам дека е време да почнеме јавно да говориме за тоа, јавно да и паровите не се срамат, затоа што тоа е сосема нормален процес, не е нешто модерно, тука е веќе потреба. Да, јас напоменав рано утро кога зборувавме, мислам дека и нема човек кој што не знае пар, кој што поминал низ инвитро, успешно или неуспешно, едноставно сите ние знаеме некој пар кој што поминува низ тој процес, меѓутоа не сме доволно информирани или не собираме храброст да го прашаме парот ништо поминува. Нели интимно е, ајде да не ги... Се согласувам. Видете, сепак станува збор да кажеме затоа што некој од нас познава, ако не у блиска, у подалечна фамилија или у комшилук, тука недека, некој да кажеме што е веќе подолго у брак, а нема деца. Сега, малце дискутабилно да дојдеме до тој момент, не секој пар сака да зборува, затоа што навистина тежок процесот. И сега за да го прашаш што е работата и како, треба да се дојде до еден момент каде што прашањето би било адекватно поставено да се праша, без разлика. Знаете, доаѓаме до тој момент кога имаме прашања, зборам и од аспект на пациенти, каде што и реално не се баш соодветно поставени, како, например, што чекате, ајде време, тие изродија веќе... Непријатни прашања, на кои што навистина е многу непријатно и да се одговори. Затоа што самиот процес не е толку лесен за да се одговори. Имаме моменти каде што повеќето пациенти, верувам голема глобала на пациентите, не само ке назначи во нашава држава, збориме на глобално ниво, избегнуваат собери, каде што се собираат, да кажеме, пример, на прослави, на родендени на деца, на мекици, само тие прашања кои што се поставуваат. Не дека тие парови се повлекуваат у себе, туку едноставно не сака да дојдат до едној момент кога ќе бидат поставени тие прашања би ги ставиле во толку многу непријатна и незгодна ситуација. Да треба да се објаснува, затоа што нели секој не го знае тој процес и кога ќе објаснете дека имате проблем или чекате или сте во процес на инвитро, доаѓа до прашањето, а чие ќе биде детето, а како е тоа инвитро, кој ќе биде мајка, кој ќе биде татко, ете се обидовме да објасниме и докторот го кажете тоа дека во суштина се земаат материјали, јајцеклетка и сперматозоид од... Да, се стимулира женскиот организам за да дојде до поголем број на фоликули, тие фоликули се пунктираат, во истото време се остава сопругот или партнерот остава машки примерок, тоа сето се остава у лабораториски услови, каде што доаѓа до до оплодување. Вонтелесно, затоа се вели вонтелесно до оплодување, па доаѓа, да кажеме, дотолку не може на природен начин сперматозоидот со јајцеклетката да се оплодат во тој стаклен сад, тогаш се применува методата каде што, да кажеме, со игла, самиот машки материјал, сперматозоид, се вбризгува во јајцеклетката за да дојде до оплодување. Па се чека од 2 до 3, зависи од клиниката, некоја и до 5 дена, за да дојде до самиот момент на трансфер, каде што се враќа ембрионот. 2 до 3 ембриона. Но за да се стигне до тој момент да се, нели, има одредена постапка, особено во случајов кога сакаме да побараме и државна помош, односно да побараме помош од државата. Да. Процесот е долг, воопшто не е лесен, е тежок, болен, поплачен. Јас тоа го најавив и со солзи, меѓутоа на крајот дај Боже да има солзи радосници кога ќе се роди, кога ќе се роди дете. Точно, патот е многу макотрпен, некој успева, не викам не, некој успева, таа среќа од прво инвитро.
некој од трето, пето, седмо, некој од 15-то, зависи. Меѓутоа државата покрива три Значи, државата обиди. покрива 3 ваучери. Сега работата е тоа што да кажеме ние као здружение покрива 3 ваучери за првородено и за второ и за трето. Сакаме да апелираме и до државата и се надеваме дека ќе бидеме и повикани на состанок, каде што би действувале да може, барем за прво дете, да се даваат повеќе ваучери. Значи да се има предност за тие парови што се уште немаат ни едно дете, а се по овој пат ги искористиле тие 3 ваучери, да добијат барем 5 ваучери. Не повеќе. Ете, сега за почеток нека се 5. Како што се во повеќето земји. Во Словенија, да кажеме, се 6 ваучери, каде што даваат 6 ваучери државата. Во некои земји и самиот процес на замрзнување на ембриони, што имате, да кажеме, кога ќе се оплодат повише ембриони, самата болница нуди каде што можат да се замрзнат. Да имаме да се зачува, така. За воиднина, па некои држави дури и самото замрзнување го покриваат, доаѓа на терет на државата. Па да видиме нели дали може нешто тука да се направи за да дојде до поголем број на ваучери за паровите кои што го поминуваат овој пат, бидејќи навистина финансиски. Колку чини, еве, државата дава одредено олеснување, значи ваучерот државата го покрива ваучерот. Во самиот ваучер спаја пункцијата, оплодувањето и трансферот. Има одреден број на хормонски инекции. Она терапија што треба да се прима. Точно. Сега работата е што? Не сите пациенти се со иста здравствена историја и не секој пациент соодветно одговара на таа потребна терапија. Мора да се изнајде решение да не се ограничени на одредена терапија што спаѓа во ваучерот, затоа што има жени што не ја користат таа терапија. Мора да купуваат точно. Таа терапија доста пари чини, па има да кажеме некои од хормоните што коштаат од 2000 денари па нагоре, збориме за еден ден. Па да видиме дали може некако да се допре и до Министерството да потребната терапија доаѓа на позитивна листа, да може да се рефундираат парите или да се купуваат, нели? Што за сега е на позитивна листа, бидејќи знаеме на позитивна листа моментално е строфемот, кој што кошта, не ме фаќате за збор, 52-51 денар. И клексанот околу 50 на денари, да. Така, околу 50 на денари. И клексанот кој овозможува да се рефундира. Сега не сакам да звучам неубаво, ама тоа е реалноста. Мислам со кој да разговарате пациент кој што го поминува тој пат ќе ви каже дека има многу сопки каде што се дешава, се доаѓа до момент да кажеме поднесувате од 3 месеци рефундирање пари, па фамозно исчезнуваат тие пример 2 месеци, ги нема документите, не можат да ви ги рефундираат парите за 3 месеци, ви рефундираат за месец или 2. Значи не постојат. Најнаш се губат тие документи негде во архива. И у тие моменти не баш се фокусирате на тоа да ги најдеме документите. Имате приоритети други. Имаме приоритети. Меѓутоа не е само моментот до земање на терапија. Например, од оние правилници, ако може да ги видиме и документи што треба да се пополнат за да се стигне до одобрување на комисијата, само да видиме фотографијата, ако може, има неколку образци, значи не станува збор за еден, станува збор за документација која што најпрво треба да се обезбеди. Така, сега. Меѓу другото, од она што го прочитав е дека треба на пример да се донесе спермограм не постар од 6 месеци да бидат 2 спермограма, точно. Треба да бидат 2 спермограма. Не постари двата од 6 месеци. Знаеме дека колку се чека за да се добијат резултати. Па нема реагенси, па треба да чекаме. Ваучерот важи 6 месеци, па сега поново имаат нешто сменато. Порано беше до предизвесен период дека, да кажеме сега на 20 февруари ви истекува ваучерот од 6 месеци. Ако започнете со постапката од 15 февруари, влагате во процесот и ваучерот важи. А сега поново е да кажеме дека процесот, самиот трансфер треба да заврши не покасно од тие 6 месеци кои што трае ваучерот. Па доаѓа до момент каде што некои од клиниките се соочуваат со проблем,
каде што пациентката немало реагенси, па требало да чека реагенси за некој испитување, па требало вака, требало така, значи доаѓа до процес кога треба да почне со инвитрото, самиот фонд кажува дека ваучерот не може да покрие и клиниката, мислам што е нормално, пациентката не е крива, ни клиниката е крива на тој допис, а самата клиника си го покрива тој трошок на свој терет. Од другите работи, еве што можевме да ги забележиме, че имаме прво многу документација која што треба да се собере. Државата покрива до 3 ваучери. Вие барате да се зголеми бројот од 3 барем до 5 за прво дете, затоа што има од пред неколку години веќе има можност за ваучер за инвитро за второ, трето, за второ, трето дете. Еве на кратко, ако не е проблем, само да кажам, бидејќи прешува и гледачи, вака сега партнерите кои бараат второ дете преку инвитро треба да почекаат да поминат 18 месеци од раѓањето на првото роденото дете. До 2013 година оваа можност им се даваше само на родители чие прво дете има некои пречки во развојот. Од 2014 година, така пишува, во ова право им следува на сите партнери кои по прво родено дете имаат проблеми да добијат второ, трето по природен пат. Сега, вие велите супер, нека има, како здружение велите, нека има и за нив, меѓутоа сакате да се зголеми ваучерот, односно бројот на ваучери за прво дете. Еве вака сега да бидеме малце похумани, да идеме на таа варијанта на хуманост. Мислам дека секој што се остварил како родител, еве јас сум една од нив, фера нели да дозволиме тие што се уште се по тој пат, што мако трпно го да тој пат, по 10-15 години, што направиле повеќе од 7 и 8 инвитра, фера да кажеме државата, па и ние, да кажеме пациентките, кои веќе сме го поминале, тој пат сме родиле, да дадеме право на тие што немаат ни едно дете да рода дете. Мислам, еве јас, како јас, иако имам право на 3 ваучери за второ дете, ја радо би ги отстапила на друга. Да кажем, имам пријателки што се по 10-12 инвитра се уште не успеале, ја би ги дала тие. Па верувам дека нели секоја би го направила тоа за тоа што знае каков е процесот. Колку чини, да кажеме, еве да ги трошите тие 3 ваучери, нема да станеме тука, нели желбата да се биде родител е посилна од се. Колку чини приватно да се почне постапка за инвитро? Бидејќи слушаме дека буквално луѓе земаат кредити, продаваат имоти, се прават за да остават нели потомство и да се реализираат во улогата на родители, што реално е едно најубавите улоги што може да се има во животот. Јасно. Видете, секоја клиника, моментално се, не фаќате збор, 6 клиники, кои што го прават инвитрото, една е државната 7, извини. 7 клиники. Да, 7, каде што е државната клиника, останатите се приватните клиники, каде што исто може да се го искористат ваучерите. Да, тоа исто важи за приватни, каде сакаат паровите, таму одат и... Да, значи, по избор на паровите, каде сакаат го користат својот ваучер. Не се обврзани да кажеме дека мора во таа клиника или во таа клиника. Секоја клиника си има има различна цена, али во глобала се тие цени, каде што се од 2000 евра, од прилика ви кажувам сега, од прилика од 2000 евра па нагоре. Груба цифра е таа, значи процесот само на оплодување, значи вонтелесното оплодување. Точно, значи пунктирање на јајцеклетките, оплодувањето и трансферот. Без терапијата. Да, дополнителната терапија што треба да се. Значи терапијата у глобала би рекла еве нека биде на дневно ниво некои си 2000 денари. Збориме дневно ниво. Значи тој процес е пред трансферот, додека чекаме бета ХЦГ, значи за да видиме дали дошло до бременост. И 9 месеци после тоа терапија треба да се прима. Значи тоа се околу 1500-2000 дневно трошок на парот или единката, да кажеме жената, дотолку е као самец. И па сега треба нели да се напредна рачунка, тоа е многу пари. Зоја, имаме гледачи на линија кои што сакаат да ни се вклучат. Да, ало, добро утро, за кого? Ало, добро утро. Добро утро. Јас сум од југот, Гергелија подошла. Мило ми и драго дека и некои теми то скоро што не беа таву. Сум не мене туку на појките луѓе.
днеска јавно, отворено ги зборите, поради тоа што младите парови мислат дека што на самото по себе ќе дојде, додека имаат некоја пречка во плодувањето. Така да поздравувам сите што се во студио. Да ви благодариме, не поздравува, ще отвараме малку погасно, ако може режија во студио, ще отвараме темата, така и што ја зборуваме. 6 пати, инвитро правевме. Добро. Со прегнил, максфакторите ја сите работи. И тогаш прегнилот беше доста, ја го плакето, добре. И тоа прегнилот има, века трајање 90 дена, максимум. После 90 дена, не може да се употреби, и тоа што не е ефикасен. Така да, знам тогаш во времето да била власт, они дава, мислам, бесплатно со прегнилот. Него прегнилот беше со поменат рок. Ја кога ги видов младите надлежни пари, дека да ги скрапам задоволството дека и тие може да пробат прегнилот. И да го слушам, ќе ви малку лошо се слуша во студио, меѓутоа ви благодарам за јавувањето. Кажавте дека 6 пати 6 обиди за инвитро имале и дека некои од лекарствата биле со поминат рок, така го разбрав јас. Не сум имала искуство, јас сум 15 години со инвитрата. Значи, ја после 12 години добив дете. Не сум имала таква прилика, затоа што мислам секоја клиника не е у прилог да даде нешто со поминат рок, мислам, сега ја кажувам најотворено, мислам тоа може да се потврди. Сега невозможно. Не знам како да објаснам. Добро, тоа се искуство. Во рете не кажувам дека не, зависи може, не можам сега да навлагам да кажам со сигурност дека не, ја кажувам од своја гледна точка и од своето искуство дека не сум имала таков проблем и не ми се десило. Да кажеш дека 15 години. Точно, зависи каде се купуваат, за да бидеме сега отворени. Многу од паровите, значи, јас сум била од тие парови, каде што да кажеме прегнилот или било која инекција која моментално кошта овдека на пазарот 2700 денари, карикирам, во Косово да се купи е 2 до 3 пати поевтина, па повеќето ја купуваат. Таа инекција, тој хормон, никој не гарантира како ќе биде пренесен со транспорт, дали е правилно пренесен, каква е гаранцијата на рокот и све останато. Да бидеме внимателни, особено да, затоа мора да се биде внимателни, исто така мора да се биде внимателни, знаете, ќе најдете на социјалните мрежи каде што се делат терапии или да кажеме сам свој доктор да кажеме ја пијам 2 пати на ден по 2 естрофема, ти не пиеш, па треба да почнеш и ти да ги пиеш, па си даваат меѓу себе терапија, па доаѓа до момент кога на компликација, каде што примери самиот доктор за инвитро не знае што се случило, да. Ало, добро утро, имам уште еден гледач. Добро утро. Добро утро. Александар од Битола се јавува. Добро утро, Александар. Поздрав најпрво до вас и до гостинката и баш би сакал да ја запознам со проблемите што ги имаме ние во овој дел од Македонија. Добро. Значи, најпрво инсеминација правиме во Битолска болница, без никакви терапии. Значи, чиста инсеминација, без гледање на ехо, Значи, во споредба со сега што ги правиме инсеминациите во плодност, болницата во Битола е жива катастрофа. ХСГ правевме во Прилеп, значи, апарато не работи Битола. Спермограми не ни е дозволено да правиме во приватни лаборатории, тоа е само еден. Клиничката болница не ни прави спермограми тука, затоа што немало лаборант што би ги направил тие. Патувавме во Скопје, знаете каков трошак е, мислам, тоа кога ќе се спрема за инвитро, кога ќе пазиш документи се. Најголемиот проблем што сега го имаме во овој дел од Македонијата е, значи, што не можеме да најдеме никакви реагенции за хормонски. Може ли приватно, ги покрива ли приватно? Останете на линијата, дали ги покрива приватно? Не. Значи сето тоа е на затоа беше тој муабет дека многу парови во тие 6 месеци не можат да дојдат до некои одредени испитувања што ги бара фондот, затоа што
константно, значи буквално константно се доаѓа до тој момент, немаат реагенси, па почекајте 2-3 месеци, ваучерот пропаѓа. И сите Пропаѓа, оние да. потребни документи што треба да се не постари од 6 месеци пропаѓаат, парот треба поново да ја прави цела таа документација која што фондот ја бара за да се достави. Значи во Битолскиот регион клиниката таму нема реагенси, не може Нема реагенси, да. Еве ја оставам простор, значи господинот слободно да ме исконтактира. Значи Може да остави телефонски број да па остави во режија, телефонски да. број. Може. Ја ќе го исконтактирам, па ќе се договориме некако за таа процедура да се среди, да се убрза како здружение, ви И кажам. само уште едно прашање. Ове. Колку инсеминации максимално се потребни за ваучер? Дали се 2 или се 4? Зависи од клиниката како ќе се договорите. Дотоку станува збор да се работи за машки фактор или сопругата во случајов има извадено јајце, води или доаѓа до запушени канали, да ги кажеме. Тогашка клиниките не бараат инсеминација, ни фондот би ви барал инсеминации, туку во истиот момент би ви го разгледал случајот и би ви одобрил ваучер. Наискрено. Мислам, ете ќе ви го кажам нашиот случај, со нас е се во ред, само со жената има мал број на фоликули. Ги добивме потребниот број на фоликули во една приватна клиника во Скопје и после тоа сите гинеколози од Битола ни го кажаа следното. Најголемиот проблем е што фондот не ви дозволува наредниот месец одма да правите инвитро преку фондот на таква примена терапија. Не дава фондот, унидат по некој си редослед дека треба организмот да се одмори. И сега, повеќето парови се одлучуваат да го платат самото инвитро, да кажеме, дотоку има фоликули, сега не знам дали сте замрзнали или не. Да, Не, сепак не. оставете го телефонскиот број во Да, па режија и може ќе да се чуете разговараме, со... да, ќе се слушнеме, па ќе разговараме подетално за тоа. Ви благодариме за јавувањето. Да се вратиме, еве, многу парови ги имаат истите предизвици, горе-доле ако е вака во делот, нели, битолскиот дел, големи се шансите да се и во другите делови. Да, таа е генералната слика, проблемот со реагенси. А и во клиника да се појде тука, исто е макотрпен патот за да се поминат тие... И сега, проблемот е вака, сум да сумираме, еве, како... за да не дојдеме. За да не заборавам нешто, нели? Ние како здружение, конкретно еве, јас како председател на здружението, да сакате да отворите, првен да напоменам за што станува збор, да отворите на Google, мислам на интернет да отворите, немате ни еден податок, значи буквално ни еден податок, колку се издадени воучери на годишно ниво. Да, прашавме во моментов ќе проверам во фонд за дали одговориле на прашање од фонд за здравство. Не, нема да добиете одговор. Вие додека зборувате, јас ќе проверувам. Проверувате. Значи, податоци за издадени ваучери на годишно ниво нема ни еден податок нигдака. Податоци за успешни инвитро постапки по клиника за инвитро на годишно ниво исто така немаме. Што е најбитно, треба да се направи некој список кој што би се издавало на годишно ниво, да се знае колку живородени деца се родени од инвитро на годишно ниво, не дека се родени децата со инвитро, туку да се види како се искористиле, колку ваучери се потрошиле и како располага државата со тие ваучери. Така. Затоа што, нели, податокот за успешно инвитро постапка не е само позитивната бета-ХЦГ, за да се утврди дека е позитивно инвитрото, туку успешноста на инвитро постапката дотоку се роди живо, здраво, родено дете. И да се знае колку пара се борат со неплодност на територијата наша. Значи, во нашава држава колку пара се борат со неплодност, без разлика дали станува збор за машка неплодност, затоа што моментално е драстично изголемен и машкиот стерилитет. Така, не е само кај точно, жената. не е оној муабет нели до жената, не е до жената, значи моментално голем пораст и машкиот фактор на стерилитет, каде што голема претпоставка е дека до тоа доаѓа со лошата исхрана, нередовното движење, стресот, загодувањето на воздухот кај нас во држава. Голем број на фактори влијаат, да. Да, и тоа доаѓа.
Инаку само да кажам, од Фондот здравство немаме добиено одговор. Прашавме колку до сега постапки, односно ваучери за инвитро се дадени од кога почнала државата да ги дава и колку во изминатава година, меѓутоа немаме добиен одговор, па ете да се надоврзам на ова што вие го кажавте. Сега јас што имам, што добив информација од некои од клиниките со кои што бев во контакт, бидејќи и они имаат таков проблем, не може да дојдат нели до тој податок. Моментално прво се соочуваме со проблем каде што секој трети пар се бори со инвитро, со некој вид на стерилитет, неплодност. На годишно ниво околу 2500 пара се со инвитро постапка. Сега, овој податок е неофицијален затоа што не е дефинирано дали е по клиника или вкупно од самите клиники. Така, штом станува за неофицијални, сепак да не ги... Да, значи, треба да се најде некое решение за да се види. Да се води евиденција. Така, да се води евиденција. И да видиме, да може да се изнеди решение на втовар на државата, да се помогне на оние парови кои што се со дониран материјал. Затоа што не знам дали имавте пристап да видите колку е цената на купување на јајца клетки. Да, многу скапо. Тоа е премногу скапо. Значи, тоа е на вистина премногу скапо. Тоа е од 6000 евра за 4 јајца клетки па нагоре. Гаранцијата дали ќе успе или не, никој не ви дава. Да се изнеде решение, сакаме као здружение да се изнеде решение да паровите што се со дониран материјал или поединците, значи збориме, и жена како жена која што е моментално не е во брак или нема партнер, сака да се пронајде као мајка, значи нема определено дека мора само парови, може да бидат и поединци жени, као самохрана мајка да сака да биде во иднина, да се изнеде решение за и самото тоа купување на јајца клетки или сперматозоиди, да може државата да го покрива на некој начин и да биде подостапна таа процедура со купување на дониран материјал. Зоја, имам уште еден гледач, да го вклучиме и него, па ќе сумираме и ќе им дадеме одговор како да ве најдат, бидејќи само на вашата Facebook страница има повеќе од 85 членови, станува збор за затворена група. Не, таа група не е затворена, таа е само наша. Имаме ние јавна група. Зборувам за затворена, ја сочувувате сепак приватноста, да, ние сме меѓу себе што се знаеме. Тоа се сите парови кои што поминуваат низ тој процес, меѓутоа има и отворена група ако сакаме нели да дознаеме многу повеќе за здруженијето. Ало, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до гостинката. Поздрав и до вас. Молам, ако може гостинката да ни каже колку грубо би чинела целата инвитро постапка целосно приватно и колку грубо исто така со ваучер. Не стекнавме представа колку тоа, не знам дали е можно да се пресмета, меѓутоа грубо, мислам дека може вашата гостинка. Значи, колку грубо земено целосно приватно и колку грубо земено со ваучер. Благодарам. Ви благодариме. Можеме ли грубо да пресметаме? Така, можеме. Ваучерот покрива околу 80.000 денари. Значи, како што напоменав, тоа се 30 одредени хормонски инекции, пункција, оплодување и трансфер. Стена се околу 80.000? Околу 80. За трите? Не. За една? Од ваучер 80. Еден ваучер 80.000? Од 80. Со тоа што во тие 80 имате да го трнеме фактот, оној предходно трошокот што е, без разлика дали е на приватно правено инвитро или на држава, имате трошок пред да го направите процесот, испитувања, оперативни зафати, сето тоа кошта, нели? Па витамински терапии, пак исто кошта сето тоа. Значи, ваучерот покрива околу 80.000 денари, 80-90 не ме фаќате за збор сега точно. После спаѓаат пациентка некоја и се многу малце тие 30, треба да ги докупува уште 30, да кажеме, кои што коштаат. Сега точно не можам да ви кажам од прилика колку, али еве со се тој ваучер уште минимум 1500 денари би ве коштало витамини, терапија, некој преглед плюс што се прави. А приватното, како што напоменав преска, е поскапо. Е околу 2000 само.
тој процес, без терапија, со се терапија, све зависи од пациент до пациент, некоја прима помала терапија, некоја прима поголема, значи под 3.000, 3.500, 4 не ста. Само за процесот зборам. Сепак станува збор да имаме на ум дека станува збор за индивидуални, мојот организам и вашиот не е Точно, затоа секој доктор се кажува индивидуално. Индивидуално од самата историја, од самиот пациент до пациент има разлика, али тука е некаде од прилика груба цена, да ја кажувам јас. Како да ве најдат и да ви Вака стајат сега, ваши членови и да ве следат што понатаму правите? Вака моментално. Ние ќе ве следиме, меѓутоа ве знам дека гледачите ќе сакаат и да моментално бидејќи како здружение, да напоменам, ние се основавме на 20 јануари, документите од Централен регистар ги добивме на 27 јануари, се уште сме нови, уште сме во ние процеси на изработки, на праќање дописи, да видиме кој како ќе има слух за да ни помогне. Веб страната моментално не е во изработка, каде што ќе биде на самата веб страна достапен трансакцијскиот број, каде што ќе има пристапници, да секој што сака да биде член, ќе биде минимална сума од 100 денари месечно или доколку сакат на годишно ниво да плаќаат. Самото тоа стануваат членови и ги користат поволностите на здруженијето што потпишува меморандуми и договори за соработка со клиники, лаборатории, со фармацевски куќи, каде што ќе имаат попусти. Нели? Сега моментално, бидејќи си уште сме во процес на праќање дописи, моментално само имаме договор со Нјуборн клиника, која што навистина им благодарам што ни исклучија у пресред да ни помогнат, за да дават попусти на нашите членови што ќе бидат. Исто така, сега потпишавме ние договор и меморандум со Српското здружение од Белград, шанса за родителство, меморандум за соработка. Председателката на здружението ни доаѓа на гости во понеделник, каде што би сакале да ги опфатиме некои од клиниките, па да видиме како да соработуваме. Како да ве најдете? Ве најлесно на Facebook? На како сте Facebook, запишани? на страната Здружение до бебе по патот на инвитро. Таму има и контакт, телефонски број, има и мејлови на кои што моментално може да не контактираат, додека не се направи таа веб страница каде што би било официјално све. Каде што би било поголема достапност за да може да се види. Ние во тек сме со подготовки да се изнајде простор канцеларија каде што ќе имаме секој, да кажеме, као гледачеве што се јавуваат или парови, каде што ќе може да дојдат, да се посоветуваат, да им се помогне за побрз контакт со одредена клиника, доктор, да се изнајде решение за побрзо стапување до одредена лабораторија каде што би извршиле некои испитувања. Да бидете подостапни. Така, подостапни, каде што ќе си има и подршка, ќе даваме подршка со нотар, адвокат, дотоку има некој недоразбирање помеѓу некоја клиника и пациент, да може сето тоа да се поднесува многу полесно. И најголемата цел е да дојдеме до моментот да со секој пар работи психолог. Да, тоа е навистина едно од многу да работи значајно. психолог, затоа што последните истражувања беа докажано дека паровите што поминуваат со инвитро, мислам со еден вид на стерилитетна неплодност, се соочуваат со иста болка и стрес на исто рамниште како пациентите што го поминуваат процесот на хемотерапија или што имаат проблем кардиоваскуларни проблеми, операции или како и да ги наречеме, значи тука е на исто ниво. Тоа би посакувам многу успех. Само ја мора да, само извини што ќе те прекинам, би сакала само голема благодарност до Јана Марковска од Думор, која што ни го поклони логото. Ви ги видовте на Ни го Facebook видовте, страницата, да имат присладко лого, поздравте ви од мене. На вистина, логото е прекрасно и да напоменам само дека сме гости у Fertility Европе од 25 до 27 март, за да бидеме членови на најголемото европско здружение Fertility Европе, каде што дотоку влеземе као членови нашата држава, би имала многу поголеми поволности и поголем бенефит као држава. Направете го тоа, како што можевме да чуеме и утрово, има доста парови кои што поминуваат низ она што вие сте го поминале за среќа успешно, меѓутоа ајде да им помогнеме на сите оние кои што допрва го чекора тој пат. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. И се гледаме во следна прилика.